Општина Штип треба да изгради пречистителна станица за отпадни води. Локацијата е предвидена кај Калимерово и е дефинирана со урбанистичкиот план. Денеска на јавна расправа експерти за животна средина ја презентираа студијата и постапката за влијанието врз еколошкиот сегмент на овој проект. Ние даваме решение со кои се утврдува потребата согласно законските регулативи дека треба да се прави студија, односно постапка за оцена на влијанието врз животна средина. Значи, студијата е доставена за животна средина, согласно член 91 од Законот за животна средина, должни сме да спроведеме јавна расправа во општината каде што се спроведува, би се спроведел евентуално проектот. Изградбата на пречистителната станица за отпадни води е планирано да се реализира преку програмата од проектите од ИПА-2. Пристапивме кон првиот чекор, односно подготовка на писмо за известување на намера за спроведување на овој проект, кое што го поднесовме до Министерството за животна средина и просторно планирање, се со цел да се утврди потребата од спроведување на овој проект и да се одреди содржината и потребата од спроведувањето на ваквата активност. Екологистите со поддршка за овој проект и надеж дека студијата реално ќе се ефектуира. Ние екологистите се надеваме дека конечно ќе се случи и изградбата на оваа пречистителна станица. Моментално од Министерството за животна средина ни презентираат документи кои што се соодветни за изградба на пречистителна станица и нивното влијание врз животната средина. Се надеваме дека и во нашиот град, како и во другите градови, веќе ќе се изгради пречистителна станица. Ние како екологисти апелираме ова студија да биде нешто што ќе се случи на терен, што конечно Штип ќе се справи со отпадните води и ќе биде почист град. Инаку поголемиот дел од урбаните средини немаат постојки за третман на отпадната вода. Доколку се земат предвид сите постоечки постојките кои се во функција или блиску до пуштањето на оперативниот систем обслужуваат околу 12,5% од скупното население во државата. Отпадната вода директно се испушта во најблискиот реципиент без претходен третман и ги задагадува реките.